Да му е на Самка Ибраимовска, ама јас очекував бившиве и следниве подпредседатели на СДСМ. Не ги прозивајте пратениците, не ги прозивајте, на сите ви кажувам се. На сите ви кажувам зашто си ги прозивате, не е коректно, зашто ги Зашто прозивате. него не му реагирате? Па на сите ви реагирам, не ги прозивајте. Времето, што сега на мене реагирате така? Па на сите ви реагирам. Ама он го спомна господинот Не ги Самка прозивајте Ибраимовски, така. ја реков алал да му е на Самка Ибраимовска. Времето. Благодарам. Благодарам. Значи, ајде ќе ја прескокнам таа дискусија. На таа затворена седница на Комисијата за надворешни политики, за која што, еве и малце можеме да кажеме, пратениците од ВМРО ДПМН, кои што беа двајца поранешни министри, еден поранешен премиер, еден поранешен председател на собрание и јас, дадовме 5 забелешки. Првата и клучна забелешка беше да не се дозволи формирање на комисија политичка за утврдување на историјата. Тоа вие го внесовте во договорот, го изгласавте и пред 3 дена господинот Хари Локвенец, председателот Пендаровски, спротивно од вас на телевизија кажа дека Гоце Делчев е бугарин. Вие денеска велите дека Гоце Делчев е македонец. Но ќе ве подсетам, колегата Тунтев тука велеше тиранска платформа немат, не тиранска и драчка платформа изгласавте тука. Не само тиранска, до драч отидовте. Не до Тирана, до драч. Но да се вратиме на битната работа. Дали има сега заробена држава или не? Господине, Ви благодарам. Господине од Владе Тунтев, се извинувам, Локвенец. Во првите 2 години од владење на ВМРО ДПМН и вие лично мислевте дека се е добро. Сега живеете во занес, ги криете проблемите под тепих. Кој знае какви зверки и ваква чуда ќе излезе.